На 22 април 1776 година во селото Тресонче, Дебарско, е родена Сирма Војвода, предводничка на ајдуци Војвода на дружина. Таа е опеана во народните песни. Сирма одлучила да стане војвода на многу млади години. Шансата за одмазда за пустошењата ги видела во собирот на локалните македонски ајдуци за време на Ѓурѓевден во 1791 година. Таа заминела на средбата облечена во машка носија и била најмладиот член со своите 18 години. Сирма била на чело на дружината од 1791 до 1813 година. Се вели дека ајдуците дознале дека е женско дури откако дружината се растурила, а Сирма се омажила за Вело Шпиров Бајрактарот. Умрела во Прилеп во 1858 година. На 22 април 1915 година, кај местноста Блатата, Пирин планина, Мелничко, убиен е Јане Сандански, пиринскиот цар. Јане беше припадник на македонското револуционерно движење војвода и раководител на МРО во Серско, Егејски и Пирински дел на Македонија. Роден бил во селото Влахи, Мелничко, Пирински дел на Македонија на 18 мај 1872 година. Во 1899 година се запознал со Гоце Делчев и со Ѓорче Петров и преминал во Тморо. Бил главен организатор на пленувањето на мис Елен Стоун. Учествувал во Рилскиот конгрес во 1905 година. Соработувал со младотурците во 1908 година. Учествувал во младотурскиот поход на Цариград при детонирањето на султанот Абдул Хамид II во 1909 година. Бил убиен од заседа од своите идејни противници. На 22 април 1927 година е роден Вукан Диневски. Завршил средна државна театарска школа и филозофски факултет во Скопје и театарска академија во Загреб. Бил член на драмата на Македонскиот народен театар од 1952 до 1964 и од 1966 до 1973 година. Во меѓувреме, од 1964 до 1966 година бил член на Драмскиот театар во Скопје. Бил професор на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Починал на 27 септември 2006 година во Скопје. Добитник е на голем број награди и признанија, меѓу кои и наградата за животно дело на Македонскиот театарски фестивал Војнан Чернодрински и наградата 11 октомври. На 22 април 1930 година е роден Георги Сталев Поповски. Филозофскиот факултет го завршил во Скопје. Бил долгогодишен уредник на списанието Современост, а член е на Друштвото на писателите на Македонија од 1956 година. Домитник е на наградите Климент Охридски, 13 ноември, Златен венец на фестивалот Мес Сараево, медал на фондот на Лермонтов Москва, Григор Прличев и Кирил Печиновиќ. Беше тоа на 22 април 1930 година, кога е роден Драги Костовски, македонски артист. Уште од почетокот на својата театарска кариера играл значајни улоги. Својата надареност ја потврдил и како филмски глумец. На филм дебитирал со својата улога во Мис Тон, пошто следувале низа од филмови во кои што како носител на главни и епизодни улоги ја потврдил својата изворедна способност за типолошки преобразувања. Настапувал и на телевизија. Починал на 3 декември 1980 година. На 22 април 1941 година бугарската пета армија го окупира Скопје и останува во градот се до капитулацијата на фашистичка Бугарија на 9 септември 1944 година. Беше тоа на 22 април 1942 година, кога во близина на селото Лавци, Битолско, бил формиран Битолскиот народно-ослободителен партизански одред Пилистер. Броел 19 борци. Откако бил лоциран од бугарската војска и полиција, на 3 мај 1942 година на целото Ореово Битолско бил опкружен и разбиен.
Беше тоа на 22 април 2007 година, кога починал Томе Арсовски, македонски поет, раскажувач, романописец, драмски автор и преведувач. Завршил филолошки факултет во Скопје. Работел над 30 години како драматург во македонската радио-телевизија. Бил председател на Друштвото на писателите на Македонија, каде членувал од 1959 година. Носител бил на најзначени македонски книжевни и обштествени награди, меѓу кои и Свети Климент Охридски, 11 октомври, а негови најпознати книжевни дела се Парадоксот на Диоген, Александра, Чекор до есента, Парадоксални раскази, Убавината чекори сама, Забите на ветрот и други. На 22 април 2022 година почина Ангелина Маркус Шуплиновска, македонска писателка, историчарка и професорка по филозофија. До 1990 година работела како професор во повеќе гимназии низ Македонија, кога и се пензионирала. Уште во студентските денови ја привлекол пишаниот збор и повремено објавувала написи и пишувала песми. Од 1990 година почнуваат незините истражувања за древните вредности на Македонија. Има напишано многу дела за македонската вистинска историја, како на пример Персеј, македонските древни ковани пари, Ксантика, приказни за Македон и македонците, македонските древни театри, македонска древна медицина, Антигона Неготино, Македонијо, љубов моја неизмерна и други. 22 април е ден на планетата Земја и ден на поштарско-телеграфските работници на Македонија.